Алармантен проблем со работна рака во Штип. За да работат, фабриките увезуваат работници од страна. Деневно по најмалку 500 граѓани од соседните општини за работа патуваат до Штип, а многу веројатно е дека нивниот број во иднина ќе расте. Во иднина ќе гледаме нешто да обезбедиме од самите соседни општини, пред се од Свети Николе, Радовиш, Пробиш, Штип, и го правиме тоа веќе почесто компаниите организираат свој превоз за да ги донесат работниците во Штип. Најголем дел од работниците од страна се луѓе кои имаат понизок степен на образование, кадар што на Штип подитно му треба. Во последно време имаме еден мал проблем со недостаток на општи работници. Значи, работници со пониско образование што ги бара стопанството. Бидејќи во Штип се отворија многу слободни работни места, се отворија и странски инвестиции со огромен број на слободни работни места, ние веќе ги исцрпуваме можностите од наоѓање на кадар кој го бара самото стопанство. Дека вака ќе биде и во иднина е несомнено, зашто во делот на наталитетот и економијата Штип се развива континуирано. Отварањето на нови фабрики привлече голем број на граѓани од соседните градови да се доселат во нашиот град. Тоа значи дека бројот на деца во Штип и населението ќе расте. Нашата заложба е да продадеме некаде околу 120 плаца, од кои 105 ќе бидат на сосема нова локација на млади до 35 години. Тоа ќе значи дека тука ќе дојдат нови жители. Главниот проблем е во образованието, зашто околу 80% од штипјани кои се на списокот на Агенцијата за вработување се со завршено високо образование и не ни помислуваат на работа надвор од нивната струка. Веќе 9,5 години сум без работа. Активно барам работа. Повеќе сакам да работам во државни институции. Дали би нудат работа на други места? Да, во приватниот сектор секогаш на располагање за вработување. Мојата цел е да работам на струката како професор под предучилишно воспитување. Ова значи дека нешто подитно мора да се менува. Трендот на пораст на високообразовани невработени и недостиг на стручен кадар мора да запре, зашто вака трпат и граѓаните и стопанството.